Минатата недела зборувавме и размислувавме за првата глава од посланието до Филипјаните. Од тоа што можевме да го видиме во ова прва четвртина од посланието до Филипјаните, видовме дека апостолот Павле на некој начин е задоволен со нивниот растеж, со нивниот напредок, но исто така и со нивната вклученост во службата, односно во ширењето на христијанството. Црквата во Филипи, како и сите цркви во првиот век, се соочувала со прогонство, но тие доста добро се справувале со овој предизвик. Во 9 до 11 стих од првата глава, апостолот Павле на некој начин како да им вели: добри сте, напредувате, но мојата молба и мојата желба за сите вас е уште повеќе да напредувате, уште повеќе да знаете, уште повеќе да растете. И тоа важи за нас денес. Никогаш не треба да се задоволуваме со нашиот духовен напредок, туку секогаш да бараме повеќе, секогаш да истражуваме повеќе, секогаш да созреваме и да растеме повеќе. И во втората глава од тоа послание, апостолот Павле продолжува со неговите совети за тоа како христијаните во Филипи треба да го живеат својот живот. Се разбира, тие совети се однесуваат и за нас денес. Но Павле не само што дава совети за тоа како треба да го живееме животот, туку испомнува неколку личности кои што се вистински пример за тоа што значи да се следи Бог. На почетокот од втората глава на ова послание, апостолот Павле пишува за единството. Причината поради која што пишува за оваа тема, а не за некоја друга тема, е многу едноставна, бидејќи единството недостасувало во црквата во Филипи. Значи, станува збор за црква која што доста добро се носела со нападите и прогонствата кои што доаѓале од надворешниот свет, но истовремено она што недостасувало помеѓу нив е единство помеѓу самите нив. И токму поради тоа апостолот Павле им пишува: ве молам, заради Христос покажете единство. И повикот за нас денеска е ист. За црквата денес повикот е ист. Но она што е многу важно да го разбереме кога станува збор за единството на кој што сме повикани во црквата, е дека единство во црквата не значи дека сите ние кои што сме дел од црквата ќе имаме исти ставови и размислувања за било која работа во животот. Значи, единство во црквата не значи дека ние ќе се согласуваме за се, буквално за се во животот. Единство во црквата не значи дека ќе се согласуваме во однос на нашите, не знам, можеби ќе речем политички погледи. Единство во црквата не значи дека сите во црквата ќе навиваме за еден спортски клуб. Единство во црквата не значи дека ќе се согласуваме за се во животот. Единството во црквата е нешто подлабоко од тоа. Единството во црквата се основа на една главна идеја, а тоа е следната. Ќе го сакаме Бог и ќе го сакаме својот ближен, однака како што тоа е запишано и опишано во Библијата. Дали ќе имаме различни ставови и размислувања за некои теми од животот? Ќе имаме. Дали ќе дозволиме тие различни ставови и размислувања да бидат причина за неединство во црквата? Не. Она на кое што ќе го темелиме нашето единство не е ќе имаме единство врз основа на тоа дали се согласуваме за се. Не, единството како што е опишано во Библијата е ќе имаме единство и ќе бидеме обединети независно од нашите разлики. Се додека Христос е оној кој што не спојува, не е важно што е она кој што не разликува. Значи единството не е се согласуваме во се и за се. Единството на кое што Павле ја повикал црквата во Филипи и не повикува нас денес е дури и кога не се согласуваме за некои второстепени по значење прашања за животот, ние ќе бидеме едномислени, ние ќе бидеме еднодушни, ние ќе покажеме единство. Зошто? Затоа што Христос е оној кој што нас не спојува. Единството во црквата не значи дека ќе се согласуваме во однос на секое прашање од животот. Единството во црквата значи дека дури тогаш кога не се согласуваме за некои второстепени по значење прашања од животот, дека дури тогаш ќе се почитуваме, ќе се сакаме едни со други и дека ќе се служиме едни на други. Апостолот Павле во втората глава 3 стих им вели на христијаните во Филипи: имајте повисоко мислење за другите отколку за самите себе. Тоа некогаш е возможно, но е многу тешко кога станува збор за личност која што не се согласува со моите ставови. Бидејќи ние секогаш сметаме дека ние сме во право и кога некој се спротивстава на тие ставови кои што ние ги имаме, кои што пак ќе кажам не се суштински за христијанската вера, малку ни е тешко да имаме повисоко мислење за таа личност отколку за нас, за самите нас.
Но тоа е возможно. И еден таков пример дека тоа е возможно ни доаѓа од 18-тиот век. Од две личности кои што имале многу големо и силно влијание врз историјата на Англија и Америка во 18-тиот век. Станува збор за Џон Весли и Џорџ Витфилд. Џон Весли и Џорџ Витфилд биле пријатели. Биле луѓе кои што биле моќно употребени од Бог во ширењето на христијанството во Америка и во Англија во 18-тиот век. Биле едни од предводниците на она движење кое што денеска во историјата е познато како големото пробудување. Значи, биле доста духовни луѓе, биле доста зрели во верата, биле пријатели, но имале несогласување во однос на некои аспекти од христијанската вера. Не оние суштинските, некои не толку примерни позначења. И многу пати често се обидувале да разговараат и да ги помират тие нивни ставови, но никогаш не им успеало. Значи, преку писма, преку лични разговори се обиделе, едниот се обидел да го убеди другиот дека не е во право и обратно, но на крај не им успеало. Прв од нив двајца починал Џорџ Витфилд и пред својата смрт побарал Џон Весли да проповеда на неговиот погреб. Неколку години подоцна, по неговиот погреб, некоја жена му пристапила на Џон Весли и го прашала: да ве прашам нешто, господине Весли. Дали сметате дека кога ќе отидете еден ден во рајот, дека ќе го видите таму господинот Џорџ Витфилд? На тоа Весли одсечно одговорил не. А жената рекла: помислив дека ќе даете, веќе предпоставав дека ќе даете таков одговор. Но Џон Весли рекол: не ми разберете погрешно. Џорџ Витфилд беше толку сјајна звезда на Божјото небо, што ќе биде толку близко до Божјиот трон, што вакви како мене, јас, најмал меѓу најмалите, нема да имам можност ни да дзирнам што се случува таму каде што ќе биде Џорџ Витфилд. Токму тоа, покрај другото, значи да се има повисоко мислење за другиот отколку за самиот себе, дури и тогаш кога другиот не се согласува во се и за се со нашите ставови. Но, да се вратиме на посланието до Филипјаните. Во втората глава, 4 стих, апостолот Павле им пишува на Филипјаните, а тоа важи и за нас денес. Немојте да гледате само на своите лични интереси, туку мислете и на интересите и на другите. Односно, со други збори, немој да мисли само за себе, мисли малку и за другиот. И овој слоган особено познат стана сега во последниве неколку недели, кога се обидуваме покрај другата се потикнеме едни со други да го спречиме ширењето на коронавирусот. Немој да мисли само за себе, мисли и за другите. Но години пред да го користиме ние за овие цели, апостолот Павле веќе го напишал во Новиот Завет. И поттикот за вакво нешто, за да не мислиме само на себе, туку да мислиме и на другите, апостолот Павле го наоѓа во самиот Господ Исус Христос. И токму заради тоа во 6 до 11 стих тој ги подсетува христијаните во Филипи за што е тоа што Христос го направи за нив. И на некој начин во овие стихови апостолот Павле им вели на христијаните во Филипи, ама и нас: Христос се даде за вас, односно Христос не мислеше само на своите интереси, туку мислеше и на вашиот интерес, односно да ве спаси, иако тоа него многу го кошташе. Со други збори, оно што Павле ги поттикнува христијаните да направат и нас денес, тогаш, ама и нас денес е: угледајте се на Христос. Погледнете што е тоа што Христос го направи за вас, и оно што Христос го направи за вас, вие правете го за другите. И во овие стихови Павле вели: Христос не беше обврзан да го даде својот живот за вас. Христос не беше, не мораше да го направи тоа, Христос сакаше да го направи тоа. Христос не мислеше само на своите интереси, туку мислеше на нашите, на моите и на твоите интереси. И затоа кога Библијата не повикува да не гледаме само на своите интереси, на тоа што е добро за нас, туку да гледаме на другите интереси, Библијата не повикува да направиме нешто кое што самиот Господ Исус Христос веќе го направил. Значи, тоа е оној од кој што можеме да црпиме и сила и мотивација за вакво нешто. Во посланието до Евреите, 4 глава, 14 до 15 стих, писателот на ова послание вели дека Христос минал ни се што минуваме ние, само што не направил грев. И затоа неговиот заклучок е: затоа кога ќе имаме потреба од помош за било што во животот, можеме да дојдеме пред него и можеме да бараме помош од него. Она што е многу важно во се ова е 11 стих. И вели: секој јазик да признае дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог
Таткото. Со други зборови, она што го опишува Павле дека Христос го направил за нас, вика Христос тоа го направи за слава на Бог Таткото. Односно, Христос тоа не го правеше од себични мотиви, туку го правеше за да го прослави Бог Таткото. Минатата недела спомнав дека еден од симптомите на зрелоста во верата може да биде тоа колку ние се даваме, колку ние им служиме на другите и дали воопшто им служиме на другите. И кога збориме во однос на служењето, не е важно само да кажеме да, јас им служам на другите, да, јас правам нешто за другите, туку во контекст на овие стихови, особено што се несуваат на Христос, прашањето е која е причината зошто им служиме на другите. Со други зборови, минатата недела да реков дека еден од симптомите на зрелоста во верата е служењето, ама ако можам да надополнам оваа недела во контекст на оваа втора глава и овој дел втората глава, јас би рекол дека не е важно само да им служиме на другите. Добро е да им служиме на другите, но не е важно само да им служиме на другите. Дали тоа служење е добро или е лошо, зависи од нашиот мотив и причината зошто го правиме тоа што го правиме. Павле вели, Христос тоа што го направи за слава на Бог Таткото. Некои Павлови посланија може да се поделат на два дела, од кои што првиот е малку потеоретски, а вториот е малку попрактичен. Теоретскиот дел многу често завршува со тоа што Павле објаснува што е тоа што Христос го има направено за нас, неговата смрт на крстот и неговото воскресение. И кога Павле завршува со тоа негово објаснување, многу често понатаму продолжува со изразот и затоа или и поради тоа и така, и продолжува и објаснува што е тоа што ние треба да го направиме како резултат, односно како реакција на она кој што Христос го има направено за нас. 12-тиот стих од оваа втора глава е тој пресек во ова послание. И таму се вели вака: затоа, мили мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога бев кај вас, туку уште повеќе сега, кога не сум кај вас, градете го вашето спасение со страв и трепет. Во 12-тиот стих апостолот Павле ги поттикнува христијаните да го градат своето спасение. За жал, овој стих некогаш погрешно се толкува и некои луѓе велат дека тоа значи дека нашето спасение, спасението на нашите души го добиваме врз основа на нашите добри дела. Но во контекст на целото светописно учење знаеме дека тоа не е вистина, бидејќи спасението се добива преку вера во Исусовото дело на крстот и во неговото воскресение, а не преку нашите добри дела. Всушност, зборот за градете го, кој што тука Павле го користи во изворниот јазик, означува добивање полнота од нешто. Значи, градете го вашето спасение не значи добите го вашето спасение, заслужете го вашето спасение, туку значи живеете на начин со тоа што ќе извлечете најмногу што можете од спасението кој што Бог ви го дава. Односно, Бог за вас има замислено, како што вели Христос, ја дојдов да им дадам живот изобилен. Начинот на кој што можеме да го градиме нашето спасение е да го живееме во полнота она кој што Христос ни го дал, да го живееме во полнота животот кој што Христос ни го има дадено со неговата жртва и со неговото воскресение. Како се постигнува тоа? Како да го живееме животот кој што Бог го има замислено за нас? Како да живееме во полнотата кој што Бог ја има замислено за нас? Одговорот се наоѓа во 13-тиот стих, а тоа е дека ние сме повикани да исполнуваме Божјата волја за нашите животи. Начинот на кој што ќе ја спознаеме Божјата волја е преку она што Павле го вели во 16-тиот стих, да бидеме вкоренети, односно добро запознани и втемелени во словото на вистината. Досега зборувавме за тоа дека треба да го следиме Христос, за тоа дека треба да живееме живот кој што му угоди на Бог, и сето тоа е добро, но тие работи ќе ни бидат непознати доколку не ни е позната и Библијата. И затоа е важно да истражуваме, затоа е важно да читаме, важно и за моменти како што се овие во кои што сега моментално се наоѓаме. Колку е само важно и потребно луѓето кои што искрено веруваат и го следат Бог во секојдневието да го познаваат Божјиот збор во вакви кризни моменти, бидејќи во вакви кризни моменти покрај другото ќе може да видиме кои се Божите мисли, кои се Божите намери, кои се Божите желби, како Бог гледа на целата ситуација. И тоа ќе ги смири нашите срца, тоа ќе ни даде радост, дури тогаш кога можеби другите околу нас викаат абе нема никаква причина за радост, но кога го познаваме Божјиот збор ќе ни даде Божјата перспектива, Божјиот збор ќе ни го даде мирот кој што ни е потребен и радоста која што ни е потребна, независно од околностите во кои што се наоѓаме. И она што Павле го вели на христијаните во Филипија, видете што Христос направи за вас. Така и вие следете во Христос во вашето секојдневие. Токму тоа значи да се
гради спасение, ако може така да кажеме. Токму тоа значи да се живее во наполнота која што Бог ја има за нас. Да го живееме животот на начинот кој што Христос го живеел додека бил тука на земјата. Само тогаш ќе можеме, како што вели апостолот Павле во 15 стих, да светиме како светила во овој свет. Односно, да духовно да светиме пред луѓето кои што можеби Бог не им е далечен, можеби не ни веруваат, можеби не ни го следат Бог. Нашата цел во овој свет, целта на црквата, целта на христијанинот, на оној искрен верник кој што секојдневно го следи Христос, е да свети на овој свет. А целта на тоа светење не е само да светиме ради нас себе си, туку целта на тоа светење е да можеме да им го покажеме патот на другите кон Бог. Затоа сме тука. Затоа сум јас тука, затоа си ти тука. Бог не само што ни го дал неговиот син Исус Христос за пример што значи да се живее живот кој што му е угоден на него, туку исто така не окружил со луѓе кои што се позрели од нас во верата, луѓе кои што се подспрсти и посозрејани од нас во верата. И идејата со тие луѓе и причината зашто Бог не ги ставил околу нас не е за да ги следиме, но тука се ставени околу нас за да не поттикнат, за да не охрабрат и да бидат пример повторно за секој еден од нас, за тоа како да му се верува на Бог и како да му се служи на Бог. За такви две личности пишува апостолот Павле во последниот дел од оваа втора глава. Стана збор за Тимотеј и стана збор за Епафродит. Апостолот Павле за нив двајца вели дека се негови соработници, исто така луѓе кои што се грижеле за црквата во Филипи. Тимотеј го опишува како човек кој што се грижи за другите, човек кој што заедно служил со Павле во ширењето на христијанската порака и таму има слика што Павле вели тој е тип на личност кој што не се грижи само за своите интереси, туку се грижи за Христовите интереси. Односно со други зборови, он е тип на човек кој што се дава за да му служи на Бог. Не се штеди себе си и сака да му служи на Бог со тоа што им служи на другите. Епафродит од друга страна, Павле вели дека е негов сотрудник, соборец и вика помагач и таму Павле вели дури некој кој што своето здравје го жртвуваше за да служи и за да им помогне на христијаните во Филипи. И Павле ги представува овие двајца како примери за црквата во Филипи, кој што и на некој начин им вели угледајте се на нив. Учите од нив. Тие ви се добар пример што значи да му се верува и да му се служи на Бог. И ние денес ги имаме нив и читаме за нив, речи се 2000 години подоцна, читаме и за Павле каков бил како водач и како Божји слуга, читаме и предсинаци за Христос како Божјиот син живеел живот кој што му е угоден на Бог. Но Бог не ни остава само со тоа што ние го читаме, туку Бог и до ден денешен ни дава луѓе околу нас кои што се добар пример за тоа што значи да се биде зрел во верата, што значи да се биде јак во верата. Интересното нешто за овие тројца било нивното потекло. Павле бил евреин, Тимотеј бил мешан, полуевреин, полунеевреин, а Епафродит бил неевреин. Но независно од нивните разлики, тие сепак покажале единство, бидејќи не се фокусирале на тоа што ги разликува, туку на тоа што ги обединува, а тоа е самиот Христос. Во тоа време за голем број евреи било незамисливо да соработуваат или пак да имаат високо мислење за неевреите, но со појавата на црквата тоа се сменило. Всушност црквата до ден денешен треба да има токму таква репутација, каде што сите се прифатени, независно од нивното потекло, независно од нивниот статус во општеството, независно од тоа кој какво образование има и кој колку пари има или нема пари. Сите треба да бидат прифатени во црквата. Сите треба да бидат добредојдени во црквата, бидејќи сите имаат иста вредност во Божите очи. И на крај да се вратиме на Павле, Тимотеј и Епафродит и како тие се вложувале во црквата во Филипи. Тоа нивно вложување и таа нивна помош за оваа црква траело со години. И во контекст на тоа, на крајот само сакам секој од нас да се запраша. Кои се личностите кои што ми помогнале во мојата вера? Кои се личностите кои што низ годините се вложувале во мојот живот, онака како што Павле, Тимотеј и Епафродит се вложувале за црквата во Филипи? Или со други зборови, кој е Павле, кој е Тимотеј и кој е Епафродит во мојот живот? Бидејќи сигурен сум дека Бог ти дал такви личности во твојот живот. Сигурен сум дека Бог ти дал личности кои што низ годините ти помогнале, инвестирале во тебе и ти помогнале на твојата вера да расте и да созрева. Никогаш да не ги земаме здраво за готово овие личности. Еден предизвик за крај, да ги се сетиш кои се тие личности во твојот живот. Деновиве напиши им една порака. Благодари им за тоа што го направиле во твојот живот.
Благодарим за тоа што низ годините се вложувале во твојот живот, благодарим за тоа што ти помогнале да растеш и да созреваш. Никогаш да не ги земаме здраво за готово. Секогаш да му бидеме благодарни на Бог за нив, но исто така и нив лично да им заблагодариме за тоа што го направиле за нас.